Значи, јас сум комшивка од зградата, Тања Спировска вчера што напиша статус, која што, па јас имам неколку пати пријавено во полициска, на 112 ствари, 2 пати имаше дојдено по пријава полиција на врата, со која што едниот ги провери становите, установи дека нема ништо за замина. Вториот беше многу револтиран, лупеше по сите станови да најде кој е и на крај рече јас ќе добијам пријава за лажно пријавување и сакаше да приведе еден друг комшија кој што стварно воопшто нема врска, само погласно зборат од дома. И отидов во станица да проверам со пријавите што е. Тогаш дознавме дека, мада веќе ние знаевме начално дека е затоа што оне у дом мене вертикал, освен полициска станица, тогаш установивме дека они не можат да пријават, не можат да направат ништо затоа што требало она да пријави. Некам добро, дали треба да дочекаме убиство, па после да се деси нешто. И тоа е коментарот во групата на зградата. Така да, после тоа, уште еднашка беше повикана полиција, мада имаат пријави и од управителот на зградата и од скоро, да не кажам, сите комши. Значи, секој по некогаш пријавил во полиција. Дали се сеќавате кога беа пријавите? Па, беа, јас оваа последната година нешто имав некои семејни обврски не бев, али па има последните 7-8 месеци од кој што имало пријава и од мене. Че јас им ги дадов пријавите, телефоните и не слободно да проверуваат сите изјави што ги имаат комшиите, управителот, полиција тепал. Дојде вчера еден комшија дека беше полицијата на спрат на 6 пошто се они, дека пред 2 месеци ја тепал тука пред сома по зграда, по лифт. Значи тоа не се бираше место и не се бираше, она беше мирна, тивка, гласот не се слуша, дури више земја гледаше кога излегуваше од страф од него. Не бираше ни он време. Значи, у 2 сат ноќе пример имаше ситуација каде што тато немојте, мама ќе ја убиеш. Значи, слушање... Тоа се слушаше? Се слушаше, затоа што не знам како изолациите некако од висинските ни се слушаат, пошто не е вертикала, вака сме една до друга вертикала, се слушаат, али не се слушаше пред врата да отидеш, немаше да се слушне. Така да, сите цела зграда вчера бевме шок. Само кога се деси тоа. Како е десено, не знам, не бев тука. Среќа што не бев тука. Он беше после тоа тука. Нас не идеше сите, мислам, да му се деси џабе. Ги нема више. Што размислувала во тој момент? Што барала? Никој не зна. Дали знаете нешто за лицето со кое што живеело? Знаевме зградата дека е пожарникар, дека е познат на полицијата и познат и по ова наследство, затоа што не сто пријавуван, дека одели у центар за социјални и мислам дека некои од присутните, са дали беа низини или тука некои што подобро ги познаваат, дека во некои институции поболи да убија. Тоа мислам дека и братот го има напишано или па не знам. Не знам детаи, затоа што ние сите тоа го гледавме. Ја далеко од со страв го гледав, дури сакав да ја помогнам, да можам да излечам однатре. Сега и мене ми е криво што не бев многу пооштра во целата приказна, затоа вчера дојдов и почнав да викам по полицајците што во моментот си ја вршеа својата должност. Значи, ова е, мислам дека пропуст на целото наше општество, заради тоа што ние треба да, прво жените, треба да бидат позаштитени, можда и некој машко постои што е тепано од жената и тоа треба да биде заштитено. Секогаш, у принцип, семејното насилство не треба да биде, да добие ваков производ. А производ е смрт на 2 невинни луѓе кои што вајда немало кој да ги заштити или ги штителе, а не успеале до крај да ги заштитат. Кога вие одевте во полиција да проверите што се случува по вашите пријави, каков одговор добивавте? Тоа беше во полициска станица Карпош? Во Карпош. Така, два пати само дојдоа, а таму беше да ние го знаеме, ама она треба да пријави, ние ја викнавме него, она не пријави, ние не можеме понатака да постапуваме. Јас ако се степам со него, дали тогаш ќе го приведат?
Еве не е сопствената жена, комшивка е, али викам тогаш ќе го приведете. Не знае, ќе одлучиме по наша процена. Така да мислам дека целите овие работи и центарот, ако ги знал, не се дојдени, се останати во фиоките на некои ситни чиновници, да ги кажам овакво, не е дојдено до врвот. Овој пат треба да дојде до врвот, без разлика на која политичка партија е на сцената, да кажеме, заради тоа што ова не е една, ова трае, еднаш треба да се сопре, а сега се не само мајка, него и керка. И мислам дека сите мајки треба да се дигнеме и да направиме еден убав протест, не против некого, него за заштита на самите себе. Ние треба да се заштитиме како мајки, како жени нечии, како нечии деца од тоа, и дека во законот де факто треба да стои дека семејното насилство е кривично дело исто како што е убиство. Според мене и она што се дешаваше, ние сме дека, мислам дека 5-6 години. Тоа трае години, значи не е ден-два, значи години и години ова траеше.